има од 9-тиот век постепено со својот развој, нели, кодификацијата 1944 почнува, завршува 1945 и потоа се разбира развојот, современиот македонски јазик, творештвото на Кочо Рацин, творештвото на Петрема Андреевски, Горан Стефановски и да не ги набројуваме сите попознати или помалку познати писатели, поети во земјата. Институтот за македонски јазик од 2019 година секоја година го одбележува 5 мај денот на македонскиот јазик. Ние сме многу горди што сме првите во државава што го одбележаа денот на македонскиот јазик и мислам дека така требаше и да биде, затоа е така. Имаме пригодна програма во која што ќе имаме прво поздравни обраќања, а потоа колегата професор доктор Борче Арсов ќе има излагање за македонскиот јазик и за македонската азбука. Мотото воопшто на утрешниот настан е пишуваме со кирилица. Со кирилско писмо, нели, со кирилица. И на овој начин всушност сакаме да пратиме порака до сите, особено до младите, дека да речеме она лежерното, да не речам мрзливото, наше посегнување по латиницата, затоа што треба само со еден клик од латиница да се претвори во кирилица да биде тастатурата, независно дали на телефонот или на компјутерот. Ние, значи, пишуваме на азбука што не е на писмо што не е наше. Латиницата не е македонско писмо, значи ние за службени документи го користиме, меѓутоа, значи треба да знаеме дека генерации свесни македонци се бореле за македонскиот јазик да биде службен јазик, официјален јазик во македонската држава и да се пишува на кирилско писмо. Потоа, по овој дел секогаш имаме гости од ученици кои што ќе кажуваат стихови од македонски, па и драмски текст имаме од Горан Стефановски, од Петрема Андреевски, кому годинаваме одбележуваме 20 години од заминувањето. Исто така ќе биде посветено и на 100 годишнината, секогаш одбележуваме наши юбилеи, 100 години од заминувањето на Крстен Мисирков, најголемиот македонец на 20-тиот век според анкетите, нели? И нашиот патрон се разбира. И така на овој начин всушност возрастните и искусните ќе се спојат, ќе се поврзат со помладите и ќе покажеме дека македонскиот јазик има континуитет. Некако имаше пред неколку години апел да одат луѓето, младите да студираат информатика и така натаму и се насочија, многу млади отидоа да студираат информатика. Зошто? Затоа што сметаат дека имаат сигурно парче леп потоа, кога ќе дипломираат. Со воведувањето на новиот закон за употреба на македонскиот јазик, а јас учествував во неговото создавање, па затоа знам, значи се воведоа и од минатата година тоа и го прави Министерството за образование, посебни стипендии за студирање македонски јазик за втор и за трет циклус потоа. Прв, втор и трет циклус студии. На тој начин всушност се зголемува и бројот на младите што би студирале македонски јазик. Затоа што сепак покривањето на трошоците е, како да кажеме, придонес и стимулативно и за младите и за нивните родители.
Знаете што значи едни докторски студии кои што чинат околу 5000 евра да бидат покриени од државата. Така? Па или постдипломските студии, независно колку и да чинат, кај нас се најевтини на УКИМИ во државата, се уште се 900 евра и 300 евра за одбраната, значи вкупно сето е 1200 евра. Меѓутоа, сепак, убаво е, секој млад човек сака да добие стипендија, потврда од државата дека државата смета на него. И на тој начин добиваме и поквалитетни студенти.